Понредно ја прекинавме програмата, односно забавната програма со нашите ексклузивци, затоа што, како што објави веќе еден ТВ, уапсен е поранешниот собраниски спикер Трајко Велјановски, а при тоа беа уапсени уште двајца, чиј што идентитет прво беше под иницијали. Се работи сепак за поранешните министри Спиро Ристовски и Миле Јанакиевски, сите за поврзани со случувањата од 27 април или крвавиот четврток. На линк имаме колегите Игор Стефановски, кој што се наоѓа пред судовите, и колешката Весна Велкова, која што ќе ја вклучиме малку подоцна во програмата. Игор, што е она што го имаш како последни информации? Чаловски, пред 20 на минути почната распитот на дел од осомничените на обвинителството за организиран криминал и корупција. Во зградата на кривичниот суд се наоѓаат поранешниот председател на законодавниот дом Трајко Велјановски, екс-министерот за транспорт и врски Миле Јанакиевски, како и поранешниот министер за образование Спиро Ристовски, осомничени за крвавиот четврток од 27 април 2017 година. Според неофицијалните информации на 1 ТВ, кои што ги обезбеди редакцијата на 1 ТВ, осомничени во истрагата на обвинителството за организиран криминал во однос на организаторите за крвавиот четврток се и бегалците Никола Груевски, Никола Бошковски од страна на обвинителството за организиран криминал. Покрај нив, тоа што сакам да го напоменам во однос на Велјановски, кој од пред околу половина час е во зградата на кривичниот суд заедно со Јанакиевски и Ристовски, тие имено беа споменати во комуникациите на досегашните судски рочишта на предметите токму во овој суд за собраниските инциденти од 2017 година во СМС и Вибер комуникации во однос на организирање на протестите пред законодавниот дом. Трајко Велјановски беше и сведок во судската постапка на 27 април, кој тврдеше дека тој како председател на собранието не е надлежен за обезбедување на зградата во и надвор од законодавниот дом, туку тоа е надлежност на Министерството за внатрешни работи за 2 години подоцна од крвавиот четврток да биде повикан во овој суд и за него, како и за преостанатите осомничени, да се бара притвор во осомничени како организатори за собраниските инциденти. Ке напоменам, станува збор за Трајко Велјановски, Миле Јанакиевски, Спиро Ристовски, кои што во овие моменти се на распит, а во судот треба според тоа што се зборува тука да пристигнат уште неколкумина поранешни функционери на распит пред Скопска единица. Чаловски, чином имаш прашање, повели? Да, дали ги забележавте сите тројца донесени пред судот на распит и како што самиот напомена да се очекува во текот на целата ова акција апсење на уште неколкумина, како што дознава 1 ТВ? Не го забележавме нивното доаѓање тука во самиот суд, но затоа тие веќе се внатре околу 20 на минути до половина час на распит или го чекаат стартот на распитот во однос за собраниските инциденти од 27 април. Обвинителството за организиран криминал и корупција против нив бара притвор по однос на крвавиот четврток од 27 април 2017 година. Станува збор за Трајко Велјановски, Спиро Ристовски, Миле Јанакиевски, екс-разузнавачот Никола Бошковски, кој е во бегство во Грција, поранешниот премиер Никола Груевски, кој е во бегство и доби политички азил во Унгарија. Дали ова е таа единствена листа за овие осомничени? За сега официјални информации немаме, меѓутоа се надевам дека во текот на вечерта ќе имаме одговори и од страна на кривичниот суд и од страна на обвинителството за организиран криминал и корупција. Дали ова се единствените осомничени во истрагата што ја води обвинителството за организиран криминал и корупција за организаторите за собраниските инциденти од 2017 година.
Да, Игор Стефановски беше тоа во живот пред кривичниот суд со најновите информации по повод апсењето, односно приведувањето на екс-собранискиот спикер Трајко Велјановски и секако она што официјално не избрифира и екс-министрите Миле Јанакиевски и Спиро Ристовски. Меѓутоа, согласно информациите кои што ги имаме, секако се уште не се открива идентитетот на уште неколкумина поранешни функционери по кои што се уште се трага. Секако Игор останува пред кривичниот суд. Ќе имаме повторно негово линковско јавување и вклучување во живо во отвореното студио 1. Уште еднаш Чаловски да напоменеме дека и колешката Весна Вилкова Тодоровска за кратко треба да ја имаме на линковска, а еве веќе ја гледаме. Весна, повели со најновите информации, ти чинам се наоѓаш пред домот на екс-собранискиот спикер Велјановски. Така е, Јана, екипата на 1 ТВ се наоѓа во скупската населба Ѓорче Петров, каде што е домот на поранишниот председател на собранието Велјановски. Ова зад мене е куќата на Велјановски, но како што можете да забележите и нашите гледачи да забележат, овде е се така мирно. Веќе целата акција заврши, од МВР не сакаат ниту да потврдат, ниту да демантираат кога све се случувало, кога Велјановски е изнесен од неговиот дом и однесен во основното јавно обвинителство. Во моментот овде, како што веќе реков, е мирно, улицата е пуста, домот се гледа дека се светлата во домот уклучени, но останува мирно, во дворот нема никој. Во со случајни минувачи овде во самата населба, на самата улица, ги прашавме дали имало полиција и кога се случувала целата акција, не можат да ни потврдат дека кога точно се случило апсењето на собранискиот спикер Велјановски. Тој, како што соопшти мојот колега Игор, тој е веќе однесен во судот и таму го очекува распитот. Трајко Велјановски е уапсен, како што веќе јавноста знае, за собраниските инциденти на 27 април, односно минатата година, кога група граѓани упадна во собранието. Јавноста веќе знае за целиот оној судски процес и за што се терети Велјановски. Од овде за сега толку, бидејќи како што веќе реков, овде е навистина се мирно. Ова зад мене е домот на собранишкиот спикер. Студио, ако има прашање? Да, Весна, после ова твое известување, Јана повели ако имаш ти, јас немам прашање, ќе почекам уште некоја нова информација од Весна. Во меѓувреме да напоменеме дека случајот 27 април го води основното јавно обвинителство за организиран криминал, а овој предмет е, чинам, пред завршните зборови за сите оние кои што има обвинителен. Се очекуваше разврска за брзо. Да, имено она што е познато и што е објавено веќе во јавноста, тоа е знам дека во едно време се пишуваше и во медиумите особено еден наслов кој што вели Велјановски за случувањата секако поврзани од 27 април, вели бидете на штрек, не дозволувајте да седнат на моето место. Ова е денот кога се избираше собранискиот спикер Талат Џафери, кога се случува, се случуваше оној упад во собранието. Да, тоа согласно целиот тој судски процес што всушност го следевме од рочиштата за 27 април, всушност од имаше информации дека од вештачењето на телефона СМС пораките, приватни СМС пораки до или од екс-премиерот Никола Груевски. Имаше некои транскрипти кои што колегите, секако и Игор Стефановски, кој што постојано известуваше од овие рочишта, забележани фактички хронолошки како се подготвувал, се организирал. Така, од тоа беше интересно, па може Чаловски во продолжение како еден бекграунд за гледачите да прочитаме дел од овие 4 пораки кои што беа објавени од обвинителката Русковска. Да, еве вели дека првата е објавено што на 25 февруари 2017 година.
кога Трајко Велјановски му укажува на Груевски дека треба да има митинг во сабота, немало да врне и до тогаш ќе се наелектризирал македонецот. Меѓутоа, согласно вештачењето, повратен одговор немало на ова. Втората била на ден пред крвавиот четврток, односно на 26 февруари 2017 година, но согласно информациите, автор на пораката е всушност Митко Чавков. Како што се вели од Груевски, само што го добил како известување по СМС порака од Чавков и ја препратил кај Велјановски. Имаше многу перипети околу, поврзани се споменува и многу други функционери во текот на овие имињата на многу други функционери од секако поранешната власт од ВМРО-ДПМН. Еве сега и она што е официјално, освен приведувањето на екс-собранискиот спикер Трајко Велјановски и екс-министрите Јанакиевски и Ристовски, секако останува спомена Игор и Груевски и Бошковски имињата се споменуваат. Останува и овие информации дефинитивно да се потврдат, но и најавата, односно согласно информациите кои што ги имаме, односно кои што ги обезбеди еден ТВ, дека уште неколкумина поранешни функционери се очекува да бидат приведени и однесени на распит пред судија, каде што се наоѓа моментално нашиот Игор Стефановски. Да, и без разлика на тоа, дали ќе следи отвореното студио со колегите Борјан Јовановски и Јацо Кабранов, без разлика дали тоа ќе биде во Дневникот, сепак колегите Игор Стефановски, Весна Велкова, секако ќе ги вклучиме уште неколку пати во информативните изданија на Еден ТВ, да го следиме развојот на станите, евентуално ако има нови имиња кои што треба да бидат соопштени во јавноста, ако има искази од обвинителите или од Министерството за внатрешни работи, предлагам Јана Да, со оглед на тоа, само уште сакав да додадам дека најверојатно ќе биде ова долга ноќ, со оглед на тоа што и официјално обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција најавија повеќе детали за акцијата подоцна, но најверојатно ќе излезат и со некои поофицијални податоци и имиња можеби. Да, одиме сега со краток джингл и како што напоменав, во текот на информативните изданија, без разлика дали со мене и со Јана Јосиповска, дали со колегите Јовановски, Борјан и Јацо Кабранов, сепак бидете на програмата на Еден ТВ за да ги слушнете најновите информации од ова. Да, нашите екипи се постојано на терен, останете со нас.